Добар ден и добродојдовте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, боксерски или шаховски меч, како сакате, во Франција, директен дуел за првото место помеѓу Макс Верстапен и Луис Хамилтон. Добар старт на Макс Верстапен, меѓутоа грешка во првиот цвиок, подлогата не беше подготвена за тоа сопирање на Макс Верстапен, изгуби малку контрола врз болидот, меѓутоа се врати на второто место, потоа во една спринт трка, би рекол, со потрошувачка на пневматиците, успеа да излезе прв со одличен питстоп, каде што Хамилтон остана збунет, се прашуваше по радиото од каде па сега Макс Верстапен пред мене, меѓутоа тој андеркат, популарен наречен во стратегиите на тимовите. Видовме понатаму во трката дека самиот Хамилтон изјави дека овие пневматици, односно тој втор сет тврди пневматици кои болидите ги има, речиси, сите после првиот питстоп, изјави на радиото дека нема да издржат до самиот крај, при што од Red Bull се одлучија да ја фрлат коцката, односно Макс Верстапен да влезе во пит по помеката компонента, онаа средната компонента медиум со жолтата ознака, и на круг и пол до крај конечно да дојде во ситуација повторно да го престигне Луис Хамилтон и со тоа да биде победник на денешната трка во Франција. 3:3, буквално изедначена мртва трка за титула. Одамна не сме имале вакво нешто и посакуваме, секој пат го повторувам истото, посакуваме тоа самиот крај на сезоната да биде вака, па подобро нека победи. Одличен ден и за Серхио Перес кој заврши трети. На крајот исто така го престигна Ботас, кој гневен спрема своите колеги во Мерцедес рече: кога еднаш ќе ме послушате дека ваквите трки треба да бидат со 2 пит стопа. Добар ден за Мекларен, Ландо Норис и Даниел Рикјардо, доста болиди претекнуваа, ги гледавме во текот на целата трка како претекнуваат болиди, ги претекнаа и своите директни конкуренти денеска Ферари во директен дуел во таа борба за третото место во конструкторите. Ферари кој беше исклучително брз на квалификациите вчера, денеска се изгуби некако после првиот питстоп. Едноставно тој болид на Ферари ја има потребната брзина сега да се надпреварува со Мекларен за трето место, меѓутоа очигледно е дека ги троши многу повеќе своите пневматици, многу побрзо би рекол, и мислам дека малку се коцка со сетапот, дали додат со повеќе или помалку потисна сила. Се на се, добар ден за Мекларен, би рекол лош ден за Ферари, бидејќи не се во бодови. Добар ден и за Астон Мартин и добар ден и за Алпин. Се на се една интересна трка, иако самата спецификација на трката не дозволува можност за многу претекнувања, сепак видовме најбитните, најинтересните дуели ги видовме во кадар, така да се на се јас сум задоволен, би рекол одлична трка. Формула 1 повторно се враќа во одличен сјај и сега имаме трипл хедер, односно имаме 3 трки за ред, од кои следните две ќе бидат во Австрија, така да ни престојат уште 2 интересни гран при викенди пред летната пауза во Формула 1. Тоа е се што имав да кажам за оваа трка. Доколку ви се допадна трката и кои се вашите впечатоци, ве молам во коментар на ова видео, лайк, шер, субскрайб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!